21 успешна интервенција е направена од февруари на клиниката за гинекологија и акушерство кај жени кои имаат уринарна инконтиненција или неконтролирано испуштање на урината. Директорката на клиниката Ирена Алексиовска Папестиев објаснува дека на клиниката е повторно воведена оваа интервенција по направени едукации со нивни колеги од Словенија. За 3 месеци доктори од ГАК самостојно направиле 15 интервенции. Станува збор за минимална интервенција која е натоварна ФЗОМ. Нема рез, нема отварање на абдомен, имаме нели лапароскопски како што викаме отварање или отварање на абдомен. Ова е со еден мал засег вагинално кој што се прави и понатаму со специјални игли се излегува дали на внатрешната страна од бутовите или супрапубично на долниот дел од стомакот, меѓутоа само со игли се поминува. Тоа значи дека пациентката доаѓа утрото, ние дента ја работиме без анестезија, тоа се прави со краткотрајна интравенска како при абортус или при кратки интервенции што правиме и истиот ден или наредниот ден пациентката си оди дома. Веднаш може после тоа да ги извршува сите активности со одреден препорачан хигиено-диететски режим кој што го даваме на секоја пациентка. Папестиев со апел до сите жени да немаат срам и да направат интервенција бидејќи со модерната метода што ја има на ГАК се помага на сите жени кои ја добиле оваа состојба, дали откако се породиле, ја зголемиле телесната тежина или имале некоја хирушка интервенција. Најчесто проблемот го имаат при смеење, кивање, потешка физичка активност и во тој момент урината неконтролирано се испушта. За жал, ова се уште представува табу тема. А уринарната инконтиненција е состојба која што исклучително влијае на квалитетот на живот и има социјално-хигиенски аспект, ние викаме. Значи и социјалниот кој што понатаму може да има и психолошки последици, се срамат жените, избегнуваат собири во јавни каде што нема во близина тоалет и на тој начин, знаете, според Светската здравствена организација, дефиниција за здравието доколку немаме само физичка, туку и ментална и социјална благосостојба. Значи, две компоненти од оваа дефиниција веќе со оваа состојба, која што не е животозагрозувачка, меѓутоа исклучително влијае на квалитетот на живот, се офатени според дефиницијата за здравје. Папестиев по посетата на 50-тиот интернационален конгрес во Барселона најавува воведување на современи методи да има и на клиниката за гинекологија и акушерство, каде докторите ќе има дополнителна едукација со доктори профилирани за овие интервенции.